Стигна предлогот од владата до Советот за јавни обвинители за разрешување на државниот обвинител Љупчо Коцевски, брифираат извори за Алфа. Од денеска течат законските рокови за разгледувањето и произнесувањето за предлогот. За 15 дена, мислењето на членовите на Советот на обвинители треба да биде готово и адресирано до пратениците во собрание. Документот што пристигна денеска од владата ќе му биде лично врачен и на државниот обвинител Љупчо Коцевски за да може и тој да се произнесе. Тој нема да учествува на седницата на која ќе се донесе позитивно или негативно мислење, но има право писмено да одговори на обвинувањата во предлогот од владата. Без разлика дали Советот ќе даде позитивно или негативно мислење или пак ќе одлучи да си молчи, сепак владата најави дека постапката за разрешувањето на Коцевски ќе оди до крај, се додека пратениците не гласаат во парламентот. Потребни се 61 глас за тој да биде разрешен. Коцевски веќе се изјасни дека јавноста ќе цени дали е законски разрешен, а и покрај сите скандали што го тресат обвинителството и стопената доерба на ниво на статистичка грешка, тој тврди дека не направил крупна професионална грешка. Иако владата го нема јавно објавено документот, сепак во неколку наврати информираше дека Коцевски има направено крупни професионални грешки, а доказ за тоа се и 2% доерба на граѓаните во правосудството. Имено Љупчо Коцевски избран за државен обвинител во февруари ланската година. Добри 10 месеци ги преспи, не реагираше ниту за еден голем корупцијски скандал во кој беа вклучени функционери на претходната власт од двоецот СДСМ-ДОИ. Од афери за милионски проневери во државни институции, од него видовме само неколку предистраги. Го разбуди црната листа на САД и новите имиња од ДУИ. Тој ја доби фотелјата од неговиот претходник Љубомир Јовевски, кој исто така не покажа добри резултати. Во неговиот мандат се паметат повеќе судења, за кои што јавноста гласно зборуваше дека се политички прогон врз неистомислениците со власта.